Портокалова фаза и високи температури не се ништо ново за југот на земјата, но ова не се памети дека било вест во првата половина на месец јуни. Неподносливо топло и температури кои надминуваат 37 степени Целзиусови цела седмица се реалност за жителите на Гевгелија, Дојран, Богданци, Валандово и Струмица. Денеска, кога здравствените власти најавија внимателност и не препорачуваат движење во периодот од 11 до 17 часот, по улиците на овие градови е празно. Се движат само дечиња кои по најголемите жештини одат втора смена во училишта со прегреани простории каде нема услови за ладење. Директорите на училиштата со кои контактиравме велат дека немаат добиено други насоки за наставата, иако се трудат децата да не се изложуваат дополнително на сонце. Високите температури отвораат работа и за службите за итна медицинска помош. Во службата за итна медицинска помош во Струмица денеска е пријавен случај на човек кому му се слошило на жештините. Вакви пријави очекуваат и во итната медицинска помош во градовите од овој регион. Малкуте граѓани кои ги сретнавме на улиците и пазарите велат дека е преголема жештина, но кога се мора се излегува. Ти се врте свеско, не може така. И затоа жешко е многу и така натаму. Не може да кажем повеќе ништо. Се разладувате ли некако? Не, ми со војчка само и тоа, нема нигде ништо. Па така не би се седа дома, па и затоа излезех малку на прошетка. Ќе одам негде под сенки, седнам, ќе одмарам. Во Дојран пак, каде е прогласена портокалова фаза, трет ден нема вода. Жителите од високите места на Стар Дојран полнат од цистерни за основни потреби. Не можеме дите ова да се испереме, ништо, але белким ќе биде подобро. Како се снаоѓате со вода во моментов? Си ставам шишиња у фриждер мали по пола литра и тоа. Дефектот на пумпите за испумпување вода во Стар Дојран треба да се надмине за ден до два.